Петочно издание на регионалните вести. Полицијата кај двајца гостиварци најде дрога. Станува збор за марихуана која била најдена во нивните станови. Гостиварската полиција на две места во градот вчера успеа да открие луѓе кај кои е најдена дрога. Во првиот случај марихуана е најдена во станот на 57-годишник на улицата Никола Парапунов. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица Гостивар, вчера предпладне извршиле претрес во станот на 57-годишен гостиварец, лоциран на улицата Никола Парапунов во Гостивар. При претресот, реализиран со судска наредба, а со кој бил опфатен и неговиот автомобил Opel Zafira со гостиварски регистерски таблици, во една од собите во станот пронајдени се 1378 грама марихуана, која била ставена во две пакувања од сок и едно пакување од леден чај. Нешто подоцна, исто така со судска наредба е извршен претрес и во станот на 25 годишен жител на Гостивар. При претресот, под креветот во собата во која спиел, пронајдени се две кесички марихуана и плюс една кесичка што ја имал во јакната што ја носел. Трите кесички со марихуана се фотодокументирани исто така. Најдената дрога ќе се вештачи додека двајцата осомничени се приведени, а во текот на денот ќе бидат изведени и пред судот во Гостивар. Во угостителски објект во Тетово во акцијска контрола на полицијата приведени тројца албански државјани. Приведени тетовец кој се барал за издржување затворска казна, гостиварец пак нападнат од куче. Ова се информациите од денешниот полициски билтен на СВР Тетово. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера околу 13 часот извршиле акцијска контрола со која биле опфатени два угостителски објекти во непосредна близина на исто толку тетовски средни училишта. Во угостителскиот објект собственост на 37-годишник од Мала Речица, затегнати, односно пронајдени се тројца албански државјани на возраст од 19, 21 и 25 години. Двајца од нив непријавено престојувале на подрачјето, додека идниот дента влегол во нашата земја. По приведувањето двајцата се предадени за натамошна постапка во одсекот за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија. За натамошна постапка и во текот на денот ќе бидат депортирани во нивната матична земја. Вчера вечер околу 20 часот со судска наредба лишен е од слобода 38 годишен тетовец, кој бил осуден на 3-годишна затворска казна за кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. По приведувањето и кусото задржување предаден е во казнено-поправната установа Тетово. 60 годишен гостиварец вчера пријавил дека утрото околу 9 часот и 30 минути на улицата Илинденска, во непосредна близина на средношколскиот дом во Гостивар, додека се движел со велосипед бил нападнат од куче. Кучето го каснало за левата нога и потоа избегало од местото. Повредениот гостиварец се обратил за лекарска помош и го пријавил случајот. Ресурсен центар за деца со оштетен вид од Тетовско денес беше свечено отворен во приватниот коледж Вудро Вилсон. Во центарот специјални едукатори за децата ќе спроведуваат дополнителна настава од 10 часа неделно, користејќи најсовремена технологија и учебници, преведени на Брајаво писмо. Во приватниот коледж Вудро Вилсон денес свечено беше отворен ресурсен центар за деца со оштетен вид од Тетовско. Проектот е на USAID и Lions Club, меѓународната фондација за деца со пречки во видот, а го имплементира Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Во центарот специјални едукатори ќе спроведуваат дополнителна настава за децата од 10 часа неделно во групи од 5 до 10 деца, но со индивидуализиран пристап. Центаров ќе служи како место каде што децата со оштетен вид, слепите деца, ќе посетат дополнителни часови, како би можеле полесно да ја совладаат не само образовната материја, туку да може директно со своите другари, со ученици, типични деца, да можат да се социализираат, да можат да се дружат и да бидат спремни за животот понатамо што ги чека. Покрај ресурсниот центар и опремата промовираме еден сет книги испечатени на Брајаво писмо. До март 2017 година сите учебници од 1 до 9
на 3 наставни јазици, албански, македонски, турски или турски, македонски, албански, ќе бидат испечатени на повеќе копии според тоа колку ќе има потреба за секое дете да има по еден таков комплет. Образованието е фундаментално за човековиот развој и е критички поврзано со развојот на економијата, здравствените резултати и владењето на демократијата. Овозможувањето на еднаков пристап до образование на лицата со попреченост е една од глобалните цели на УСАИД. Исклучително важно е секое дете со пречки во видот да започне да ги посетува центрите со цел да ја подобри својата писменост и едукативните можности со директна поддршка на специјалните едукатори. Овој проект е предвиден 3 години, се надевам дека ќе се продолжи, бидејќи има сериозна потреба од тоа. Би сакал исто да им се заблагодарам на сите оние кои што партиципираат во ова. Ова е една голема приказна која за Македонија многу значи, зашто за прв пат се работи за такви прегледи од 2 до 6 години деца, каде што на време ќе ги откриеме дали има потреба да носат наочари или се потенцијални деца кои може да добијат слепило. А тоа верујте дека од Бога е дадено. Ние во Вилсон веќе имаме план сите овие деца да ги интегрираме во дисциплините на убавите уметности, значи во скулптура, во хорот, во пење и сите перформанси во драма, по однос на тоа според нивниот потенцијал и развој. Целта е во тоа што ние сакаме тие деца да не бидат изолирани, туку да им се помогне на децава, да се чувствуваат како еден составен дел на нашето општество, да се чувствуваат рамноправни со нивните врсници, да можат во овие ресурсни центри да го надополнуваат тоа знаење што го учат во редовната настава. Се ангажираме, значи, да има инклузија во нашиот образовен систем, да не бидат поделени децава. Со самата инклузија и политика на владата на Министерството образование и наука е да им се овозможи поголем пристап или поголем поглед на самите родители дека децава мора да бидат инклузирани односно во редовниот образовен систем во Република Македонија. Центарот за деца со оштетен вид во коледжот Вудро Вилсон е опремен со најсовремена технологија, смарт табли, браеви принтери кои можат да конвертираат текст од повеќе јазици на браево писмо, топлотни фјузери, како и компјутери со софтвер за конвертирање на браевото писмо и останатите дидактички материјали. Средношколци од Тетовското средно стручно училиште Моша Пијаде во Португалија ќе стекнуваат практични знаења. Практиката во странство е дел од проектот од Еразмус Плюс програмата. Во рамки на проектот Европска професионална пракса, средношколци од средното стручно училиште Моша Пијаде од Тетово наредниот период ќе престојуваат во Португалија на практична настава. Станува збор за ученици од електротехничка и машинска струка, кои како дел од активностите на Еразмус Плюс програмата во странство ќе стекнуваат практични знаења. Предходниот период учениците оделена пракса во предпријатието Автоцем, како и во неколку други автосервиси. Тука сме да презентираме проект во кој што сме од септември 2015 година. Сега е реализацијата на активноста, мобилност на ученици во стручно образование од програмата на Еразмус Плюс на Европската Унија. Се работи за проект со име Европска професионална пракса и ученици, 10 ученици, од кои 5 од електротехничката струка, 5 од машинската струка, ќе обавуваат професионална пракса во Португалија, во градчето Еспосанте. Средствата се добиени од Европската Унија, како што кажав, од Националната агенција за мобилност, за европски образовни програми и мобилност. Процесот почна така што социјалниот партнер Автоцем, ова можност ја користам да му се заблагодарам на соработката со проектот, уште од самиот почеток ги презеде подготвувањето на учениците, односно теорија и практична настава дополнително имавме со учениците. Зошто одбравме ученици од машинска и електрострука? Сакавме да направиме еден спој, бидејќи автомобилите не се само машински дел, односно механика, има и електрични делови. Сакавме да видиме како тоа ќе функционира со ученици од електрострука и машинците, се разбира мехатроничарите, работат веќе на таа проблематика. Сакавме да и пратиме надвор, да се здобиат со искуство во една европска држава, да видат како функционираат таму салоните, се разбира и да се запознаеме со културата на земјата домаќин, односно Португалија.
По самата мобилност, односно после практичната професионалната пракса, ќе се здобијат со Европас сертификати кои што се признати секаде во Европската Унија. Тоа е значи 14 дена, од кои 10 дена ќе бидат работни, а другите денови се за запознавање со културата на земјата домаќин. Патувањето, престојот и обуката на учениците и професорите е финансиски обезбедено преку средства на Европската Унија, преку образовната програма за мобилност на ученици и наставен кадар Еразмус+. Соработката започна преку практичната обука, која што се обавува во Аутоцем, на обука на учениците кои ќе посетуваат позитивни практики во Европската Унија, поточно во Португалија. Колегата објасни и кажа дека 14 дена ќе бидат присутни на обуки од електро и од струката машинска, поточно автотехничар, мехатроничар. Дел од учениците практичната обука ја обавуваат во Автоцем и не само во Автоцем, би ги споменали и останатите сервиси кои што зедоа активно учество, тоа се Спектрум сервис, Авточајка, Бош, Роби.ком, Тетово, сите тие зедоа активно учество во припрема на обуката на учениците кои ќе посетуваат праксата во Португалија. Минатиот месец 12 професори од Средното стручно општинско училиште Моша Пијаде од Тетово посетија 7-дневна обука во Шпанија за примена на информациски и комуникациски технологии во наставата во рамки на програмата Еразмус, програма која ја поттикнува мобилноста на студентите и на наставните кадри. Во Гостивар се дебатираше на тема колку медиумите ги почитуваат стандардите на професионално и објективно известување. Дебатата ја организираше Советот за етика во медиумите на Македонија. Во Гостивар се дебатираше за професионалноста, саморегулацијата и запазувањето на стандардите на новинарите и медиумите. Дебатата на која учествуваа представници од невладиниот сектор, новинари и граѓани, ја организираше Советот за етика во медиумите на Македонија. За една година од активното работење до Советот биле поднесени 60 преставки од граѓани за неетичко и непрофесионално известување. Најголемиот број на жалбите се однесуваат на говорот на омраза и се однесуваат на непочитување на основните стандарди, како што е, например, непочитувањето на првиот член од Кодексот на новинарите, а тоа е дека за секој информација, односно за секоја медиумска содржина треба да се консултират најмалку 2 извори независни меѓу себе, а тоа значи дека денеска медиумите, бидејќи се исполитизирани и се во функција на бизнис групациите или корпорациите, често не го почитуваат овој член и ние затоа имаме еднодимензионално, имаме еднонасочно информирање, немаме балансирано информирање, немаме дебати во медиумите и Откако ќе ја разгледа жалбата, Комисијата на Советот донесува одлука дали и во каква мера бил прекршен Кодексот на новинарите. Според Тахири, јавното објавување на одлуките придонесува граѓаните подобро да разберат кои медиуми работат професионално, а кои се необјективни. Ефектот е во тоа што ние досега сме имале јавни настапи и јавно сме ги објавиле одлуките кои што сме ги донеле и јавноста е запознаена веќе и може да утврди веќе секој граѓанин кој медиум го почитува Кодексот, а кој не. Медиумите кои што реков дека се финансираат директно со парите на граѓаните од страна на владата, односно од парите на буџетот, често го кршат Кодексот, бидејќи нели тие треба да обработат за пропагандата на власт. Советот за етика во медиумите е здружение на граѓани формирано од повеќе медиуми со цел за поголем степен на почитување на етичките стандарди во новинарството, како и поедноставен пристап на јавноста до медиумите при евентуална повреда на стандардите на професионално и објективно известување. Шест од 11 обвинети во случајот Ќелија признаа пред судот дека учествувале на воените боишта во Сирија и добија помала казна. Од нив 5 се осудени на затворска казна од 5,5 години, а највисока казна од 7 години затвор му изречена на прво обвинетиот, оџата Реджеп Мемишиот Чаир.
по спогодбата со основното јавно обвинителство. Оџата е осуден за учество и организирање паравојска и регрутирање војници за борба во Сирија. Останатите 5 лица биле дел од групата која учествувала во логистика и организирање на војниците за борба во Сирија. Судот треба да продолжи да одлучува за уште 5 обвинети кои не признаваат вина во случајот. За нив во одвоен процес ќе се расправа за обвинението и приговорите на адвокатите. Група од 20 на лица доцна синоќа извршиле напад врз полициска станица во атинската населба Панграти. Како што јавува МИА, напаѓачите минувале пеш пред полициската станица и одеднаш фрлиле 3 молотови коктели врз објектот. При експлозиите нема жртви, туку е само предизвикана материјална штета на зградата. Според грчките медиуми во врска со овој напад, полицијата уапсила 20 лица. Идентитетот и мотивите на напаѓачите засега не се соопштени. Високиот комесар на Обединетите нации за човекови права Зейд Рад Ел Хусейн изјави дека договорот Европска унија Турција, според кој голем број бегалци кои преку Егејското море влегле во Грција ќе бидат вратени во Турција, не е во согласност со меѓународното право. Тој нагласи дека е можно да се раководи со бранот бегалци, кои во Европа пристигнуваат од земји како што се Ирак, Сирија и Авганистан, доколку Европската унија ги следи сопствените закони и принципи. Високиот комесар на Обединетите нации за човекови права предупредува на можноста од предизвикување на длабоко проблематично домино ефект во други делови на светот, доколку Европската унија почне да го заобиколува меѓународното право. Француската полиција уапсила француски државјанин припадник на милитантната мрежа, која планирала нови терористички напади во Франција, соопштил министерот за внатрешни работи Бернард Казнев. Според францускиот министер, апсењето помогнало и во спречување на заговор во Франција, што бил во напредна фаза. За сега нема конкретни докази кои овој осомничен би можеле да го поврзат со нападите од ноември минатата година во Париз или пак со нападите кои во вторникот се случија во Брисел. Белгиската полиција приведе 6 лица како дел од истрагата за бомбашките напади во бриселскиот аеродром и една метростаница, соопшти вчера федералното обвинителство. Апсењата се извршени за време на полициското пребарување во 2 бриселски реона, како и во центарот на градот. Најмалку 2 мажи кои биле идентификувани од полицијата со помош на снимките од безбедносните камери на аеродромот и во метростаницата, каде што се случи експлозиите, се уште се наоѓаат на слобода. Белгиските медиуми објавија дека се слушнала најмалку една експлозија за време на нова полициска рација во Брисел. Еден човек, според извештаите, бил неутрализиран. Се уште нема официјална потврда од властите. Во 2 самоубиствени бомбашки напади во Брисел на 22 март загина 31 човек, а стотици беа повредени. Легендарната британска група Rolling Stones пристигна вчера вечер во Хавана, каде денеска ќе одржи бесплатен концерт во спортската палата на кој се очекува да се соберат стотици илјади гледачи. Мик Джегер, Кит Ричардс, Рони Вуд и Чарлз Вотс пристигна со чартер лет од Мајами. Со шоуто во Хавана музичарите ја завршуваат латиноамериканската турнеја, во рамките на која беа во Буенос Ариес, Рио де Женеиро, Монтевидео, Лима, Богота и Мексико Сити. Ова е прв бесплатен концерт на групата поној во 2006 година во Рио де Женеиро. Концертот ќе биде снимен и снимањето ќе послужи за документарен филм за турнејата на групата. Потоа снимката ќе биде прикажана на кубанската државна телевизија. Денес имавме сончево време со умерена облачност и свежо. Дуваше умерен, повремено засилен ветер од северен и северозападен правец. Утринските температури се движе од -3 до 2, а дневните од 3 до 9 степени. Според управата за хидрометеоролошки работи, утре не очекува променливо облачно време со сончеви периоди. Кон крајот на денот во западните делови со услови за слаб дожд, а на планините со слаб локален снег. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. Утринските температури ќе се движат од -1 до 4, а дневните од 5 до 10 степени.
Тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме за вниманието и пријатно.